Утрински стихови од Библијата. 26 декември. Човекот вратен во првобитната состојба. А за вас, кои се боите од името мое, ќе изгрее сонцето на правдата и исцелување ќе има во зраците негови. И вие ќе излезете и ќе се разиграте како нахранети теленца. Малахија 4:2. Бидејќи повторно ќе имаат пристап кон дрвото на животот, во долго загубениот Едем. Откупените ќе растат до полната мера на висината на човечкиот род во неговата првобитна слава. Ќе бидат отстранети последните преостанати траги на проклетството на гревот, а Христовите верни ќе се појават во слава на нашиот Господ Бог, одразувајќи го совршениот лик на својот Господ со умот, со душата и телото. О, прекрасен откуп, за кој толку долго сме разговарале, сме се надевале, сме размислувале и толку топло сме го очекувале, но кој никогаш не сме го сватиле потполно. Живите праведници наеднаш за миг се преобразени. Со Божиот глас тие се прославени. Сега стануваат бесмртни и со воскреснатите свети се земени во пресрет на Господа на небото. Ангелите ги собираат своите избрани од 4 ветра, од крајот на земјата до крајот на небото. Малечките деца, светите ангели ги носат во прегратките на нивните мајки. Пријателите, кои толку долго ги разделила смртта, пак се соединети, за никогаш повеќе да не се разделат, и со радосни песни се искачуваат заедно во Божиот град. Околу нивниот цар, чија што величествена става е многу повисока од ставата на светите и на ангелите, а лицето му зрачи неискажлива љубов, се поставени сјајни редови во вид на празен четириаголник. На главата на секој победник Исус со својата десница става славна круна, што го носи неговото лично ново име и надпис посветен на Господа. На секоја рака и се дава победничка палма и блескот на харфа. А потоа, на знак на ангелот кој дава интонација, секоја рака вешто засвирува на жиците на харфата, измамувајќи од нив сладка музика, богати и мелодични акорди.